Добра вечер. Го следите дневникот на КТВ телевизија. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Во Кавадарци напредуваат градежните активности за реновирање на градскиот базен. Денеска увид извршија градоначалникот Митко Јанчев и председателот на Советот доктор Стојан Чорамов. Првите луѓе најавуваат во наредниот период интензивни градежни активности во општина Кавадарци. После 40 години по изградбата на градскиот базен имаме комплетна реконструкција и доградба на самиот базен. Тука имаме комплетна реконструкција на малиот базен за најмладите, за дечињата, каде што ќе има повеќе водени и игри, односно елементи за водени забави, и самиот базен ќе биде во функција за најмладите. Големиот базен кој што останува со олимписки димензии се намалува длабочината од 6 метри на 2,40 со 1,40 м во најнискиот дел. Овој базен има комплетно поставување на осветлување, изолација, плочки, комплетна филтр станица и се она што е неопходно со нов третман на вода кој ќе биде и со делумно хлорирање и озонирање за да биде и по квалитетна самата вода за пливање. Исто така на големиот базен се поставуваат и 3 топогани. Топоганите ќе бидат како реквизити кои што ќе бидат од атракција и за повозрастите и за помладите да се користат. Во склоп на партеното уредување комплетно на базенот ќе има 2 шанка, ресторанско уредување, лежалки и катче за најмладите како детско катче за игротека. Инвестициите е околу 800.000 евра, поддржана од Влада на Република Македонија со маđарскиот заем, и очекуваме негде до 15 јуни да свечено го отвориме ова нов реконструиран и доизграден базен на општина Кавадарци, каде што мислам дека во регионот, а и пошироко ќе имаме еден од најдобрите, најмодерните базени и нормално неговата атракција и секојдневните да го зголемиме, да има што повеќе луѓе, а и нашите сограѓани да може да уживаат преку попладните часови, викенди и летниот период. Заедно со градоначалникот Јанчев во наредниот период ќе пристапиме кон начинот на функционирање на градежни активности по вториот повик на влада од 8 проекти кои општина Кавадарци ги добија од владата на Република Македонија. Се работи за 5 милиони евра кои општина Кавадарци ги добија од вториот повик на влада. Тоа беа 8 проекти од кои во моментот се работи и се пуштени, тендерирани се 4. Во моментот се активно работи тука на базенот каде се наоѓаме на инвестиција од 48 милиони денари или околу 800.000 евра. Тоа беше по сума од тие 5 милиони евра втора после гасификацијата која е од 1 милион евра од вториот повик на влада на Република Македонија. Денеска сме на увид на новите водни пумпи и филтри за базенот, каде што гледаме дека динамиката на намалување на површината претходно на базенот е на едно добро завидно ниво. Потоа бевме запознати со реконструкција на кровните површини на шанковите каде се наоѓаме во моментот. Потоа за играчките кои се планирани заедно во малиот базен за нашите најмили и 3 топогани кои е планирано да се постават на спротивната страна од базенот. Заедно со ова воведување на градба, нашиот изведувач Градба Промет кој го функционира и кој го изведува градскиот базен, во наше соседство е и Јасмин, тоа е спортско-рекреативниот центар, каде што од другата страна на Јасмин е пуштено во градба и е воведено реконструкција на доградба на тој дел од спортската сала Јасмин, исто така од вториот повик на влада на Република Македонија, и пред една недела со градоначалникот посетивме биопазарот. Тоа се 3 точки кои во моментот активно се работи преку нашиот изведувач за функционирање на тие 3 проекти. Меѓутоа тука не застануваме, во наредниот период ќе не гледаат и нашите сограѓани, бидејќи се вкупната активност токму новија проекти од влада на Република Македонија на картинг зоната, кој исто така да подсетиме дека е тендерирана и таму ќе почнеме изведувачот е најден, ќе почнеме вовед во градба, каде што заедно со фекалниот колектор сметам дека ќе извршиме интензивирање на овие проекти. Ќе спомнам заедно со пристапните патеки на Ѓорѓи Соколов. Тој проект исто така од вториот дел од унгарскиот заем, каде што треба во идно време да го воведиме во градба, заедно со нашиот премиер
премиер Христијан Мицковски, каде што треба да се пушти односно да се воведи во градба мостот во Марена Сопот, кој истиот го тендериран, меѓутоа треба изведувачот да го пушти во градба. Така да сметам дека во наредниот период ќе бидеме заедно со градоначалникот присутни на воведување во градба и текот на градежните активности на овие наши 8 проекти, кои сметам дека третиот мандат на градоначалникот Јанчев и вториот мандат на Советот на општина Кавадарец ќе го одбележат едни од најбитните, меѓутоа сметам дека тие проекти на Кавадарец ќе му донесат едно лице со од кои идните генерации прилично ќе се гордееме. Тоа што го ветвиме пред кавадарчани е гасификацијата која се надевам и во вториот дел од оваа 2026 година да воведеме почетокот на приклучокот и истекување на првиот газ за добробит на нашата заедница. Тоа е еден проект од 8 милиона евра кој има најголема вредност. Значи 1 милион евра беа за гасификацијата од тие владини заеми од унгарскиот заем и сметам дека ќе бидат наша гордост на нас како генерација и генерација која ќе остави белег на едно време тоа нашите потомци да се гордеат со тоа што како што ние се гордеевме во едно време како нашите предци кои ја направија спортската сала, болница со самодопринос, така да се надевам само на успеси, заедништво, сплотеност и верба едни кон други. Одбележани 111 години од раѓањето на народниот херој Страшо Пинџур. Училиштето кое го носи неговото име, патрониот празник го одбележа со полагање свежо цвеќе на бистата во паркот на Револуцијата и со специјална програма во училиштето која сите ги остави без зборови. Страшо Пинџур било момче смело, што го славиме за неговото дело. Без мајка и татко ја научил животната вредност, научил за љубов чиста, како водата бистра, научил за слога, како верба во Бога. Горди сме што нашето училиште го носи името на еден храбар човек борец, Страшо Пинџур. Така не воспитуваат наставничките, да ни биде воодуха, да бидеме како него храбри, правични, трудолюбиви и достоинствени. Да го чуваме и негуваме сето она што во последните 6 години и го возможи нашата млада, вредна и амбициозна директорка. Денес сме собрани да го обележиме патрониот празник на нашето училиште. Денот посветен на големиот македонски револуционер и борец за слобода Страшо Пинџур. Овој ден не е само празник на нашето училиште, туку и ден на сеќавање, почит и благодарност кон човекот чие име гордо го носи. Страшо Пинџур беше символ за храброст, достоинство и љубов кон татковината. Неговиот живот и знае, неговиот живот и неговата жртва не подсетуваат дека слободата и еднината се градат со знаење, одговорност и посветеност. Нашето училиште денес продолжува да ја носи таа идеја, да воспитува и образува генерации ученици кои ќе бидат чесни, вредни и подготвени да придонесат за подобро општество. Тука се создаваат знаења, пријателства и вредности, што ги носиме со себе целиот живот. Драги ученици, вие сте нашата гордост и нашата иднина. Вашите успеси, вашата љубопитност и вашата желба за знаење се најголема награда за трудот на вашите наставници и поддршката на вашите родители. Почитувани наставници, ви благодарам за вашата посветена работа, трпение и љубов кон образованието. Благодарност и до родителите и сите соработници кои секојдневно придонесуваат нашето училиште да биде место на знаење, почит и успех. Нека делото на Страшо Пинџур биде инспирација за сите нас, да бидеме храбри во нашите цели, искрени во нашите постапки и посветени на доброто на нашата заедница. Нека е честит и вечен патрониот празник на нашето училиште. Посебна чест и задоволство ми е да бидам со вас 5-та година поред, председател на Совет на општина Кавадарец и заедно да го чествуваме вашиот патронен празник, празникот на нашиот голем револуционер и народен херој Страшо Пинџур, затоа што ние сме општина која ревносно си го цени своето минато, а како народ кој си го почитува својот корен и кој верува во сегашноста, се надевам дека заедно
Евоцирајќи ги грешките за тоа што е поминато во минатото, ќе искористиме мудроста во сегашноста и заедно ќе ја креираме иднината, онака како што сакаме да ја оставиме на нашите деца. Токму во тој правец, општина Кавадарци во изминатите два мандати, сега трет на нашиот градоначалник Митко Јанчев и на Советот на општина Кавадарци, во изминатиот период еден куриозитет е дека на две обштествени теми никогаш сме немале различен политички став, без разлика на политичка боја или без разлика на дали нашите колеги советници доаѓаат од другите независни советнички листи. Тоа се, почитувани мои, нашето образование и нашето здравство. Тие се две теми каде што имаме заеднички унифициран стаж, односно став кој треба да биде наша бодилка, затоа што образованието е колективна одговорност. Таа колективна и јавна одговорност во такви јавни добра ја негуваме и се надевам дека во тој принцип ќе го продолжиме и нашиот мандат кој почна пред 4 месеци. Во тој правец пред 2 години на првенците, односно на најдобрите ученици кои освоја награди на меѓународни и државни надпревари, заедно со нивните ментори, општина Кавадарци издвојува средства од буџетот на општина Кавадарци и за таа цел се издвоја околу 1,3 милиони денари. Во изминатата 2025 година тоа беа околу 60 ученици и околу 110 ментори. Се надевам дека за 27 година буџетот во разговор со градоначалникот Митко Јанчев се надеваме дека ќе се зголеми таа цена од 3.000 и 6.000 денари за ученик и ментори. Сметам дека тоа ќе биде мала лична сатисфакција како за менторите, така и за нашите ученици кои освојуваат значени награди како на меѓународни државни надпревари. Потоа на секој е првачен. Во нашето запишани основни 7 средни, односно основни општински училишта се доделува награда еднократна од 2000 денари. За таа цел општина Кавадарци издвојува буџет од 900.000 денари. Тие се за потик во месец септември за нашите семејства, за успешен и среќен почеток за нашите правачиња. Општина Кавадарци во изминатите 8 години активно работи на унапредување образованието во нашите 7 основни општински училишта. Пример е такво средното, односно основното општинско училиште Страшо Пинџур, каде што куриозитет е затоа што вие од сопствени средства на буџетот на општина Кавадарци добивте 2 спортски сали за успешен психофизички развој за вашите и наши ученици. Тоа е во основната, во вашиот клон во Марена и во Возарци. Затоа молам еден аплауз за начинот на функционирање на државните, односно општинските јавни средства на општина Кавадарци. Во изминатите 8 години се вложи во тие 4 сали во 7 основни општински училишта, значи во Марена, во Возарци, во Дренови и во Сопот, се издвојува околу 100 милиони денари пари од нашиот општински буџет без средства на нашата централна власт. Во изминатите 4 години, односно 8 години градоначалник Митко Јанчев се вложи прилично и во вложување во фотопанели. Тие беа 7 основни училишта каде што добија фотопанели за намалување на нашата, знаеме, во време на енергетска криза прилично скапа струја. Во тој правец 11 јавни општински објекти, вклучително ги вашите подрачни основни училишта, планирано во наредниот период да добијат фотопанели. Тоа е проект кој е заедно со UNDP проект заеднички, каде што се надеваме дека во 2026 година и вашите 3 клона во Марена, во Дренови и Возарци ќе добијат на нивните спортски сали вакви фотопанели за намалување на електрозагубата на нашите клонови кои гравитираат кон основното општинско училиште Страшо Пинџур. И се надевам дека со тоа што е направено, со посветена на сите вработени на менаџерите во основните општински училишта, општина Кавадарци представува слика како треба една општина да го практицира и како треба да води грижа за своето образование. Во тој правец ќе продолжиме и во наредните 4 години. Кога сме кај превенциите на генерацијата и лицата кои постигнале приоритетен висок успех во нивниот 9-годишен ученички стаж во нивните подрачни училишта, би можел да нагласам дека општина Кавадарци стана расадник на лица кои стана силни амбасадори како на територијата на општина Кавадарци, така во нашиот град, така и надвор од границите на нашата територија.
тоа што можам да насочам е дека, драги мои ученици, инвестирайте во вашето образование, затоа што во време на пореметени морални вредности за жал во кој живееме, образованието е токму тоа кој ќе ви издигне од останатото ваше сожитство во вашиот град, и образованието е тоа кој ќе станете препознатливи и кој ќе ви идентифицира во идно време, затоа што образованието е темелот, а темелот е најосновно нешто за градење на нашата куќа. Се надевам дека колку повеќе вложуваме во овие талентирани деца, толку повеќе како нација, толку повеќе како општество и како град вложуваме во нашата иднина, затоа што еден ден се надевам дека тоа нивно знаење и таа нивна општествена одговорност ќе имплементираат во нашето Кавадарци, а воедно и да не останат тука, а тоа што сите посакуваме да бидат заедно со нас во едно идно време. Се надевам дека нивните знаења силно ќе копнеат и силно ќе го задржат стремежот за урбано, развојно и модерно Кавадарци, тренд кон кој се целиме сите, затоа што општина Кавадарци, почитувани, не е ничија привилегија, општина Кавадарци е заедничка задача, тоа е заеднички аманет оставен од генерациите низ вековите. Тоа што од мое лично име сакам да го посакам на Славица, едно многу здравје, да биде првенец на генерацијата кој ќе остави белек во идно време, да има многу здравје заедно со низините родители, заедно со нашето Кавадарци и со нашата Македонија, една ден да се гордееме со неа. Не се сомневам во тоа, низините родители, низината мајка е мој здравствен работник, добро познат во нашето Кавадарци, и таа беше одлична ученичка во едно наше време, тоа што општествено сега го имплементира за нашиот град и за подобри пациенти. На Славица би посакал многу здравје и се надевам дека Славица ќе биде една ден наша гордост, гордост на низините родители и гордост на нашето Кавадарци. Мојот пат до тука започна пред 9 години, кога за прв пат дојдов овде во нашето училиште. Повторно на ова исто место, како првоодаленка, повеќето од нас со насолзени очи, срекни, но исплашени. Вратите ни ги отворија моите први наставнички Тодорка Каровска и Софија Јосифова. Тие ми го дадоа првото знаење, првиот напишан збор. Подоцна и моите наставнички Роза Којунџиева и Звезда Настова, кои ме водеа 4 години кон патот до успехот. Мојата класна раководителка Павленка Костадинова, сите предметни наставници со кои секојдневно се дружев, црпев од нив знаења, кои несебично не ги даваа, учествував на многу проекти и надпревари. Им благодарам на сите нив. Им благодарам и на моите родители, кои ме поддржуваа овие години и несебично ми помагаа за да дојдам до овој успех и ми беа мојата најголема инспирација. Да се биде првенец на генерација не е ниту најмалку лесно. Тоа е повеќе годишен труд, многу прочитани страни, многу вежби, многу консултации со наставниците, кои несебично ми помагаа и се уште ми помагаат. Во текот на овие години научивме и многу повеќе од лекциите во учениците. Научивме како да бидеме упорни, како да си помагаме еден со друг, како да ги надминуваме предизвиците и како да веруваме во сопствените можности. Благодарам директорке на честа да можам да стојам гордо пред вас сите овде како првенец на нашата генерација. Драги соученици, пред нас е ново поглавје. Нека знаењето што го стекнавме овде биде темел на нашите идни успеси. И на крај се надевам, а и длабоко во себе верувам, дека можам да го продолжам овој пат и нема да ви изневерам. За после неколку години станам академски граѓанин како вас. Ви благодарам на довербата и на ова големо признание. Со доаѓањето на поттоплите денови, Кавадарци започна да го добива својот препознатлив пролетен лик. Како дел од активностите за уредување на јавните простори, денеска официјално беа пуштени во работа градските фонтани. Овој символичен почеток на пролетната сезона веднаш му даде нова свежина и динамика на центарот на градот. Од локалната самоуправа велат дека целта е Кавадарци да биде уште поубаво, попријатно и поживо место за одмор и рекреација на граѓаните. Општина Росоман ја подобрува патната мрежа, се санираат правците кон Дебриште и Сирково.
Општина Росоман започна со интензивни активности за подобрување на локалната патна инфраструктура со фокус на зголемување на безбедноста и проодноста на клучните рути. Во текот на денешниот ден екипите работеа на два патни правци. Кон село Дебриште се изврши проширување на коловозот, кастрење на вегетација и санација на оштетените делови. Кон село Сирково се реализира комплетна санација и чистење на патот со цел да се овозможи непречено и безбедно одвивање на сообраќајот за жителите од овој регион. Од општина Росоман истакнуваат дека овие зафати се дел од поголем план за инвестиции во инфраструктурата во сите населени места. Целта е да обезбедиме подобри услови за живот за сите наши граѓани. Со уредувањето на овие патни правци директно влијаеме на безбедноста на сите учесници во сообраќајот, велат од локалната самоуправа, упатувајќи благодарност до сите институции и служби вклучени на терен. Инфраструктурата носи резултати, раст на градежништвото од 14,6% и силен импулс од капитални проекти, рече пратеникот од ВМРО ДПМНЕ Бојан Стојановски. Македонија е земја во која што 6 квартали поред економијата има стабилен раст. Но особено е важно да се види што стои зад овој раст. Најголем придонес има токму градежништвото, кое во последниот квартал од минатата година забележа раст од 14,6%. Тоа е највисока стапка на раст меѓу сите економски сектори и јасно покажува дека инвестициите и инфраструктурата се двигател на економската активност. Градежништвото е еден од секторите со најголем мултипликативен ефект. Што значи ова во пракса? Тоа значи повеќе градилишта, повеќе инфраструктурни проекти, повеќе работа за градежните компании и повеќе ангажман за домашната индустрија. Кога расте градежништвото, расте и транспортот, производството на материјали, трговијата и услугите. Со други зборови, градежништвото е сектор кој повлекува повеќе други сектори во економијата. И токму затоа е важно што овој тренд не само што продолжува, туку и се засилува. Со други зборови, секторот има двогодишен силен раст. Според податоците на Министерството за финансии, во првите 2 месеци од 2026 година, реализацијата на капиталните инвестиции бележи трицифрен раст, односно значително зголемување во однос на истиот период минатата година. Порастот од 3,8% на бруто домашниот производ е 14,6% во градежништвото во последниот квартал од 2025 година. Сега во 2026 година гледаме и трицифрен скок од 179,7% во реализација на капиталните инвестиции, што значи дека економскиот мотор не застанува, туку се засилува. Со други зборови, растот на градежништвото што го видовме во 2025 година не е случајност, туку резултат на активни инвестиции кои што продолжуваат и во 2026 година. За граѓаните ова значи нешто многу едноставно. Повеќе инвестиции во патишта, инфраструктура и објекти, повеќе економска активност и повеќе можност за работа на компаниите. Нашата цел е јасна. Економски раст кој се темели на инвестиции, инфраструктура и реална економска активност. И токму затоа ќе продолжиме со политики кои што ја поддржуваат економијата, ги забрзуваат капиталните проекти и создаваат услови за стабилен и одржлив развој. СДСМ нема да молчи. Оставка од Тошковски поради загубените животи. Порака од денешната пресконференција на СДСМ. СДСМ нема да молчи. Бараме оставка од Тошковски поради загубените животи. Трагедијата во скопската населба Карпош, во која згаснаа животи на мајка и дете, ги покажа сите сериозни пропусти на МВР. МВР на Тошковски потврли. 2 години постојано имало пријави за семејно, физичко и психичко насилство. Вкупно 12 пријави имало за сторителот, кој имал и други обвиненија и кривични пријави. А во последниот случај, кај него била пронајдена и дрога. МВР било алармирано. Постоеле пријави, имало сознанија и индиции за сериозен ризици. Но со несоодветна и ненавремена реакција не ги заштителе жртвите. А со измените на кривичниот законник, насилството врз жените и семејното насилство се гонат по службена должност,
дури и кога пријавата е повлечена. Не само кога има телесни повреди, туку и кога со насилство се нарушува здравјето и безбедноста на жртвата. Значи, полицијата морала да постапи. Дополнително, МВР е обврзен да постапува и согласно законот за спречување и заштита од насилство врз жените и семејното насилство. Да делувале, да бил приведен до трагедијата, можела да биде избегната. Само пред неколку месеци во Велес млада жена беше убиена заедно со незиниот татко, иако претходно пријавувале насилство. И тогаш МВР не реагираше на време. МВР потврли и во случајот со серискиот убиец во Старо Нагоричане. 5 жртви, и тоа жени. МВР 2 години ги игнорирала пријавите на жителите. Дека сторителот се криел во дворови и демнеел. Прично, жртвите биле третирани како природна смрт. Не била правена обдукција, немало истрага. Дури откако обвинителството побарала ексхумација, овозможува отварање на истрага за убиства. Ова зборува за сериозни потврлања на МВР кое го води Панче Тошковски. Проблемот почнува од врвот. Додека другите молчат, СДСМ нема да молчи. Затоа бараме итна оставка од Панче Тошковски. СДС Заев и Филипче се продолжеток на режимите на Владимир Путин и Александар Лукашенко, рече на денешната пресконференција Миле Левков од ВМРО ДПМНЕ. СДС Заев и Филипче се продолжеток на режимите на Владимир Путин и Александар Лукашенко. Македонија со власта на СДС Заев и Филипче беше прогласена за хибриден режим. СДС Заев и Филипче даваше пасоши на белосветски криминалци и државјанства на криминалци како Русинот Онишченко и тендери на почесни конзули на Белорусија како што е Борче Марковски. СДС Заев и Филипче на Марковски му делеа милионски тендери, за кои денес стоje на обвинителна клупа, а Онишченко избега од Украина поради перење пари и корупција. За да Македонија и тогашната власт на СДС, овој близок човек на Путин го прими со раширени раце. Сличноста меѓу Марковски и Онишченко не води до ист заклучок дека во времето на СДС Заев и Филипче негувале односи со луѓе кои се поврзуваат со кругови блиски до Путин и Лукашенко, а за кои постојат основани сомнежи за коруптивни шеми. Ова ненародна политика на СДС, Заев и Филипче, треба да остане во минатото, а за националните предавства да се одговара. Продолжуваме со вести од спортот. Каратистката Данка Стојкова е спортист на град Кавадарци за 2025 година. Најдобрите кавадаречки спортисти, колективи и спортски работници синоќа си ги добија заслужените признанија и награди. Синоќа во киносалата пред Домот на културата Иван Мазов Климе се одржа манифестацијата Избираме спортист на годината за 2025. Сојузот на спортови на град Кавадарци претходно ги собра сите предлози од клубовите, односно спортските колективи, за поединечни и екипни достигнувања. На синокнешната манифестација беа доделени награди во неколку категории – таленти, јуниори и сениори. Беа доделени специјални благодарници и тоа на Мицка Наумчевска за развој и популаризација на рекреативно и надпреварувачко маратонско трчање, на доктор Бошко Илиев за развој и популаризација на маратонско пливање, на Блажи Игнатовски и Бојан Чаприч за репрезентативен настап во маратонско трчање на средни и долги патеки, на Бранкица Мегленова од женскиот кошаркарски клуб Про Баскет за учество на Европското првенство во Литванија со репрезентацијата до 18 години, на Дијана Ѓорева од женскиот кошаркарски клуб Про Баскет за учество на Олимпискиот фестивал во Скопје со репрезентацијата до 16 години и на тиквешките точакџи за извозени 930 километри во рамките на проектот Од срце за Тоша Проески. Беа доделени неколку плакети и тоа за посебен придонес за развојот на спортот во градот на градоначалникот Митко Јанчев, за поддршка и развој на спортот во Кавадарци на Министерството за спорт
за посебни достигнувања во високогорството на Ѓорѓи Белевски, за Општинскиот сојуз за училишен спорт Кавадарци како спортска гордост на градот, за хумани вредности плакета доби Сдруженијето Кавадаречки срца, за спортска поддршка и хуманост плакета доби навивачката група Лозар Исток, за настан на годината беше прогласен настанот во срцето на Кожув во организација на Тиквеш Байк К3 клуб, за популаризација на спорт кај слепи и слабовидни лица, награда доби Сдруженијето Визија Голбал, а награда за трајни вредности доби Трајчо Орешков за 20 години посветеност во градскиот фудбалски клуб Тиквеш. И на крај беа прогласени и најдобрите. Дарко Цеков како најдобар спортски работник, најдобар тренер е Мартин Димитриевски од клубот за бразилско џиу-џицу Будо, а најдобар колектив е Центарот за боречки вештини Будо. Најдобар млад спортист е џудистот Никола Петров од џудо клубот Кожучанка, а спортист на годината е Данка Стојкова од карате клубот Сансаи Метал Апостолов со 2 медали од Балканско и 2 медали од Медитеранско првенство. Градскиот фудбалски клуб Тиквеш се врати со полн плен од гостувањето кај Арсими. Кавадарчани победија со 0-5 и барем за момент избегаа од опасната зона. Во првата македонска фудбалска лига се одиграа 4 средби од вонредното 21 коло. Бреда во Струмица ја пречека Струга и одигра без голови 0-0. Башкими немаше никакви проблеми со отпишаниот Шкупи и славеше со рутински 2-0. Во скопското дерби на дното, работнички му гостуваше на тимот на Македонија Ѓорче Петров и загуби со 3-1. Екипата на Тиквеш од Кавадарци се врати со полн плен од гостувањето во Гостивар, откако славеше против Арсими со убедливи 0-5. Тиквеш поведе уште во првата минута со голот на Стојанов. Првично беше сигнализирана можна офсайд позиција, но по ВАР проверката погодокот беше признат. Во 9-та минута Муса Гуел, кој беше асистент за првиот гол, реализираше од непосредна близина за 0-2, а доминацијата на кавадарчани продолжи и со третиот гол на Лусијано, кој зголеми на 0-3, што беше и резултат по првото полувреме. Во вториот дел, по грешка на одбраната на Арсими, Сила постигна гол за 0-4, а само една минута подоцна Давид Голубов зголеми на 0-5, што беше и конечен резултат. Со ова убедлива победа Тиквеш потврди дека располага со хомоген и квалитетен состав, но добрите игри мора да продолжат во континуитет. Ова вонредно коло заврши денеска со последните 2 средби. Во Битола Пелистер играше со Силекс, а во дербито на ова вонредно коло во битка за титулата Вардар ја пречека Шкендија. Утре се игра второто коло од оролоџото во првата женска кошаркарска лига. Тиквешката присметка во Неготино, помеѓу Спорттим и Пробаскет во која кавадарчанки влегуваат како фаворити. Во првата женска кошаркарска лига овој викенд ќе се одиграат средбите од второто коло од оролоџото. Според официјалното делегирање, сите средби на програмата се веќе утре, петок, 6 март. Во скопската пресметка, екипата на МЗТ ќе го пречека фаворизираниот Вардар, кој води жестока битка за третата позиција на табелата и затоа е фаворит во овој дуел. Во Делчево, екипата на Патриот ќе го пречека Бадел и Бадел го чека тешка борба за местата кои носат разигрување за титулата, па едноставно не смее да киксне во овој дуел. Во големата борба на Истокот, во Македонска Каменица, актуелниот шампион и освојач на купот, екипата на Баскет Кам, ќе го нагости тимот на Крива Паланка, како најсериозен нивен конкурент во борба за шампионската титула. Во последниот надпревар од ова коло, во Тиквешката пресметка, Спорттим во Неготино е домакин на кавадаречки Пробаскет.
Кавадарчанки се уште се во игра за позициите 3 и 4 и едноставно мора да одат на победа во овој дуел. А сега временска прогноза. Сончево со мала до умерена локална облачност. Ке дува слаб до умерен ветер од северен правец. Температурата ќе се движи од 1 до 18 степени. Тоа беше се во вечерашниот дневник на КТВ телевизија. Ви благодарам за вниманието и имајте пријатна вечер.